шкорпионите, како ги доживуваш? И опремата беше некако подруга, за разлика од претходно што сме имале, кога се легла, видиш, гледаш дека тука нема зафрканција со тие дечки, стварно, и едноставно сакав да, и јас ќе бидам како нив. Тоа време имаше некои многу лоши, нападни називи на тие единици, ги викаа платеници. Се ти кога ќе кажеш дека некој платеник, а не професионален војник, тоа малку грубо звучи, дека ги платиш, па да убиват нешто, така беше, а не да ја брана држава. Јас секогаш кажав дека во мојата кариера учев од луѓе како треба и како не треба. Имаше случаи кога ние по 40-50 дена не се враќавме дома. Бегалската криза и многу луѓе од албанската националност тогаш не почитуваа. Но ние сепак гледајќи таа голгота нешто поминуваат, јас лично и мој колега еден малиот во книгата, нашата дневна храна што имавме со нас, што ни беше, ја дадовме една мајка со 2 дечиња кој што немаш седа неколку дени никој не носеше храна на косовска територија. Моментот од книгата кога пукате кон бункер, каде има терорист? Слушнам некој интересен звук, кој што ние такво оружје немаме, нити па во досегашната битка од неколку сати немаше таков звук. Само стренирано ушето може да го почувствува таков митралез од 12,7 мм калибар, тој е огромен, тоа се гаѓа по авиони и почна да пука од еден бункер. И јас кога отидов на другата страна да видам што се случува таму, тогаш беше моментот, така, моите беа војници кои што ги патекнат во опасност, голема опасност, беа на отворено, бидејќи битка да се одвиваше на 2500 метра, кај што има само трево од 10 сантиметри, другото е се камен, на крчин. Нема каде да се скрие, да. И тогаш и ние почнавме да ја помагаме, пукајќи кон тон бункер, се насочи целата стрелба на тој бункер. А не размислуваше во тој момент Јонче на својот живот? И како и многу другари, колеги од армијата, тогаш немаш време да размислуваш тоа. Ако размислуваш за својот живот во тој момент, тогаш тој што е пред тебе војник ќе загине. Секундите прават многу разлика од живот и смрт.